večer. Добродошли. Мислам дека вака сме подобри. Добро вечер на сите, благодарам на присуството. Добро вечер, ВМРО да помане. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО да помане. Добро вечер за дамите на ВМРО, за Унијата на жени на ВМРО да помане. Добро вечер за идеолозите, за основачите, за ветераните на ВМРО да помане. Добро вечер за местниот комитет, добро вечер за членовите, добро вечер за симпатизерите, добро вечер за сите што не слушаат од околните куќи тука. Добро вечер Муртино, добро вечер Македонија. На крајот сме на една прекрасна кампања, на една кампања полна со енергија, на една кампања која што ќе ја донесе обновата во Македонија. На 15 јули победуваме, победуваме, убедливо победуваме. Десетици илјади луѓе секој ден се приклучуваат на нашата кампања. Десетици илјади луѓе секој ден даваат поддршка на ВМРО ДПМН. И затоа сум убеден во една убедлива победа во четвртата изборна единица, толку убедлива што нашиот конкурент, мојот против кандидат, вратата нема да може да ја најде кај 11 часот вечер во среда. Сакам збор-два да кажам за мојот мотив зошто решив да дојдам да се кандидирам токму во четворката. Поврзан е со вашево место. И не случајно го одбрав вашево место да ја завршиме кампањата. Кога дојдов тука минатата година, ги видов овие канали кои што се полни за жал со фекалии и кои што за жал шират болести и зараза по селото и кои што при помал дожд во пролет или во есен, не дај Боже да е поголем, ве поплавуваат и ги поплавуваат куќите. И си реков, чим овој што глуми толку голем локал патриот, кој што доаѓа во Скопје и за да глуми народен човек кажува дека било нивите на Муртино, дома не успел да си ја среди работата. 18 години е на функција како пратеник, градоначалник и премиер. Една канализација дома не успел да изгради, ние чекаме да ја средува државава. И да ви кажам искрено, таа посета минатата година толку силно ми се врежа во главата и веројатно ќе ја памтам до крајот на животот, затоа што ми стана јасно преку овој пример на овие отворени канали тука во Муртино, зошто ова и се случува на Македонија. Па човек кој што нема проблем дома да не му е средено. Човек кој што нема проблем дома да му е гнасно. Човек кој што нема проблем фекалиите по улица дома да му течат. И човек кој што нема срам да ги гледа комшиите и да ги тера и да гласаат за него на ваква ситуација, не е ништо чудно што го продаде името на државата, што го промени уставот, што воведе двојазичност и што тргува со историјата. И затоа уште минатата година си реков, ова прв пат го кажувам, никогаш не сум го кажал претходно. Уште минатата година си реков, има дојдам во четворката и ќе го победам дома, затоа што на овој човек треба му ставиме крај, прво дома, а после во цела Македонија. И затоа сум тука со вас и сум убеден дека убедливо ќе го победиме на 15 јули со една масовна голема референдумска излезност. Ве повикувам на 15 јули да излезете во што поголем број, масовно референдумски, да извадиме 75-80% излезност и тука во Муртино и во Струмица. Поканете ги вашите роднини, пријатели, соседи, сите што ги познавате, да излезат и да гласаат. Затоа што тоа е клучната разлика помеѓу нас и нив. Тие сакаат да останете дома и некој друг да одлучува за вас. Ние сакаме вие да одлучите преку една голема референдумска излезност. Тие сакаат луѓе со свитка на кичма, ние сакаме горди македонци. Тоа е разликата.
Исто така се сеќавам живо на моја посета лани тука блиску во селото Банско. Тогаш прв пат кажа во јавност дека во Македонија се случувал рекет, дека се изрекетирани многу бизнисмени и дека се вкупно изрекетирани над 20 милиони евра. Прв пат беше тоа кажано во јавност. После тоа се случија торбите Луи Витон, после тоа се случија другите работи кои што излегоа. Тогаш во паника Зоран Заев реши да ме тужи за клевета. Еве, помина година и нешто, ги одлага рочишта да не сака да дојде на суд, затоа што знае дека ќе изгуби. Тогаш кажав, ама еве денеска Господ си ги нареди работите, слушнавте сите вие, кој бил капо ди тути капи, кој бил на врвот на пирамидата за рекетирање и кој барал 6 милиони евра рекет во Македонија. Лично Зоран Заев. На тој бандит треба му ставиме крај на 15 јули и после тоа да одговара заедно со бандата околу него. Цела кампања го повикувам на неколку работи. Еве, завршно и од овдека од Муртин. Прво го повикувам на ТВ Дуел. Да излеземе да ги споредиме мојата програма и програмата на ВМРО-ДПМН и неговата програма и програмата на СДСМ. Да видиме кој што им нуди на луѓето, за можат луѓето да одлучат. Но исто така да видиме и кој што направил тој како премиер во овие повеќе од 3 години во четвртата изборна единица, затоа што беше носител во четворкава и пред 4 години. Цела кампања ми бега од Дуел. Вчера од Прилеп му понудив денес да излеземе во последниот дел од кампањата. Му кажав дека ќе бидам во Муртино, му реков ако сакаш можеме и во Муртино да го направиме дуелот, или му реков одбери ти кај сакаш. Еве гледам вечерва го нема, избега, што само кажува дека нема аргументи и дека веројатно така ќе бега и на 15 јули. Следна работа. Едно од основните ветувања во нашата програма за обнова на Македонија е враќање на функционалната правна држава. Првиот закон кој што ќе го донесеме во овој дел е закон за испитување на потеклото на капитал на сите кои што се занимавале со јавен живот. Цела кампања го повикував да излезе и да каже дали е во состојба да го докаже потеклото на сопствениот капитал и потеклото на капиталот на неговото семејство, кое што во овие 18 години колку што е вкупно на функција, стана најбогато семејство во Македонија и на Балканот. Цела кампања го повикувам, цела кампања бега, затоа што одговорот е јасен. Ама да му кажам од тука, ние победуваме на 15 јули, законот ќе го донесиме и има да се одговара. Има да се знае кој работел честно и да знаеме кој работел честно, ама и кој работел нечестно. Кој работел нечестно ќе се оданочи со 70% за да се врати украденото кај народот, како во секоја нормална западноевропска држава и ќе има кривична одговорност таму каде што има простор. Уште неколку работи, почитувани пријатели. Мене ова не ми се први избори. Но верувајте, ова се најбитните избори на кои што оди Македонија во 30 години независност. И затоа ми е толку висока мотивацијата. Ова се избори на кои што одлучувате каде ќе оди Македонија во следните 4 години и да бидам подиректен, одлучувате дали ќе има Македонија ваква каква што ја познаваме за 4 години. Ми е страв дека исход различен од силна референдумска подршка за ВМРО-ДПМН ќе води прво кон федерализација, а после тоа кон исчезнување на Македонија и поделба на Македонија помеѓу соседите на Македонија. Знам дека ова на некого може да му звучи апокалиптично, некој може да се рече овој претерува, но сакам да ве замолам сите вас и сите што не следат, да се вратите 4-5 години наназад и да се сетите што тогаш зборуваше ВМРО-ДПМН. Тогаш ВМРО-ДПМН зборуваше дека ако дојде Заев ќе се промени името, ќе се воведе двојазичност и ќе се продава историјата. За жал тоа се случи.
Не сакам да се видиме за 4 години и да ми речете во право вече. Затоа што ако се видиме за 4 години и ми речете во право беше, тоа нема да е во држава која што се вика Македонија. И затоа не сакам да излезам во право на овие избори, сакам вие да ме демантирате со вашиот глас, силно да го поддржите ВМРО ДПМН, за да ја спасиме мајка Македонија ваква каква што ја познаваме. Збор 2 и околу иднината. Македонија е национално понижена и економски опустошена. Сакам да кажам нешто околу националното понижување. Како вели народот, што една будала може да расипе, 100 паметни не поправаат, ама ние заедно со вас се поправаме. Јас, а и моите најблиски соработници од врвот на партијата, нема никогаш да застанам и да застанеме пред табла на која што пишува ништо поразлично од Македонија. Ние на табла на која што пишува нешто различно од Македонија, не сакам ни да го спомнам, а камоли да го помислам, не застануваме. Да бидам директен и јасен. Ние за Гоце Делчев не преговараме. Бил е и ќе остане македонец. Кратко, јасно, едноставно, во една реченица. Ние за македонскиот јазик не преговараме. Бил е и ќе остане македонски јазик, кратко, јасно, во една реченица. За економското опустошување. Го повикува в цела кампања Зоран Заев да каже една инвестиција која што ја донесе странска во Македонија во овие 3 години како беше премиер. Една. Знаете што се случи? 20 дена молк. Ама го гледам, тој и семејството станале странски инвеститори во Бугарија. Па отвориле 5 фирми, сите додека се на власт, последните 2 откако се случија председателските избори, јасно им беше дека се случи рекет, затоа што очигледно планираат да се селат од тука и да го селат капиталот, веќе собствеништвото на одредени фирми ги префрлаат на тие бугарски фирми. Што само покажува како душмански се однесуваат кон сопствената држава. Планираме силна ревитализација на економијата. За секој што ќе вработи млад човек до 29 години, нема да се плаќа никакви давачки. Со цел младите да земаат повисока плата, да се отвараат што повеќе работни места за млади и да ни останат младите тука. Кој ќе вработи млад човек по завршување на средно образование, ќе добива дополнителни бенефиции, затоа што на Македонија се повеќе и требаат електротехничари, и требаат монтажери, и требаат заварувачи, и треба квалификувана работна рака која што за жал ја губиме. Кој млад човек ќе одлучи да се занимава со земјоделие, ќе добие неповратна помош од 20.000 евра. Пензионерите за пола повисока пензија, оние кои што земаат најниска, 20% просечната пензија ќе расте. За вработените сигурност на работните места и пораст на платите, за невработените да најдат работа, за 4 години невработеноста во Македонија да падне под 10%, како во секоја нормална, модерна европска држава, и во првите 100 дена најмалце 3 странски инвестиции. На ова се обврзуваме и ова ќе го направиме после победата на изборите на 15 јули. Во делот на земјоделието, силен, директен удар на зелената мафија. Зелена мафија која што ви го цица и јаде трудот. Зелена мафија заради која што вие сте со испукани раце и солзи во очите, а тие возат автомобили од 100.000 евра на кои што и името не знаеме да им го кажеме. Зелена мафија која што краставиците тука ги купува 5 денари, а во Скопје во маркет се продаваат 50 денари. Значи, куповна моќ има, пари има, ама некој друг се богати на ваш грб. Директен удар на зелената мафија. Преку формирање на најголем досега фонд обновлив, револвинг, бескаматен,
кој што ќе служи на мали и средни предпријатија за откуп, за да се стимулира што повеќе да отворат. 200 милиони евра, сакам да го поздравам тука Цветан Трипуновски, министерот за земјоделие, 200 милиони евра револвинг, обновливи, бескаматни кредити, за да имаат земјоделците, за да имате гарантиран откуп по гарантирана цена и навреме да се плаќа. И уште една работа за земјоделието. Најголем дел од четворката сади тутун и тешко живее. Овие бандити лани дозволија да се увезува тутун пред да се откупи домашниот. Па гледаме директоров на тутунски комбинат зема 3.500 евра нето плата, 5.500 евра бруто плата. Слушам денеска од Конче го избркале, од Прилеп се запнал во Конче да оди да им објаснува на тутунариве, на Клоци го хренале од таму, му рекле со 5.500 евра плата дома си одиш, не нас приказки да ни раскажуваш. Удар и на таа мафија преку промена на законот за тутун, кило тутун во Македонија нема сме да се увезе, дури не се откупи целокупниот домашен тутун, за да имаат гарантирана цена и да се плати трудот на земјоделците. Поштувани пријатели, ова ни е завршен собир. Емоциите се огромни. Навистина се сретнав со многу луѓе. Стегнав многу раце. Видов многу разочарани луѓе. Многу тажни луѓе. Без разлика дали помлади или повозрастни. Поминав илјадници километри. И секаде маката е иста. И сите ми велат, уште на вас се надеваме. Вие сте последната надеж да ја направиме Македонија нормална држава. Јас образот нема да си го изгубам. Сум го чувал, затоа што мене кажувам, гордова не ми се први избори. Туку сум одел на избори, сум го чувал образот, да можам пак да се појавам. Моето семејство со генерации го чувало образот. Видовте дека на сиот труд една афера не успеа да ми извадат во цела кампања, затоа што едноставно таква работа нема. И можам да ви кажам дека со овој образ гарантирам дека ќе се видиме и в година, ќе се видиме и за 4 години. И работите ќе бидат многу подобри од тоа што се сега. Нема да се идеални, но ќе бидат многу, многу подобри од тоа што се сега. Ќе удриме мафијата во чело, ќе намалуваме корупцијата и криминалот, ќе ги подржуваме земјоделците и ќе расте економијата. Со еден чесен тим на пратеници кој што имам чест да го предводам, има една прекрасна листа во 4-та изборна единица, пред се на честни луѓе, на одговорни луѓе. Сакам да ја поздравам тука тројцата кандидати за пратеници и се надевам идни пратеници во Македонското собрание. Сакам да поздравам Владимир Истов, докторката Поцкова и Ели Панова, кои што заедно со мене ќе донесеме победата во 4-та изборна единица во Муртино и во Струмица. Победуваме! И еве од тука да му ја кажам прогнозата на мојот против кандидат, кој што не се охрабри да излезе на дуел со мене. Во 4-ката ќе те победам. Со најмалце 4 пратеници разлика, 12-8. Во 4-ката ВМРО ДПМН имам помеѓу 105 и 109 000 гласови и ќе те прегазиме во 4-та изборна единица, те праќаме на најтемните страни на историјата, затоа што за жал и тие треба да се пишуваат, а заедно со вас ќе ја градиме Македонија. Да живее Муртино, да живее Струмица, да живее мајка Македонија, сте здрави и живи. Благодарам.